Кајче, гледај у бајна, еј. Да. Абе, ти реков дека ќе се однесам на флажа. Ево ти кајче, ме пукна цел ден за кајче. Па те стрезе? А? Абе, успори малку, човек. Шо да успорам цинкирој мене, где ми се име од пренеска. Слушај, ела малку море брат се ми падна од веслање, човек. Ела малку. Шо? Ела фативо веслово, на. Држи го. Ме патна, пушти се не паѓа. Не фаќам ја весла. Види, абе. Абе ти го слушна овој човеков што кажа? Шо кажа? У езерово има некои растенија што јадат луѓеве, ненормален е, ако се превртат, враќај се на пристаниште. Абе какво, абе кај јаделе луѓе, мене доста 5 пати ти ми има езедено, види го. Пијаме ќе ти изедат, види се колка си, враќај се кој ти викам на пристаниште. Ти дам си помал. Дојди фати ги овие весла овде да ти ме рече, ќе ти испаткам по вода, така ќе ти кажа му. Стрезо вози, стрезо вози, стрезо весла, стрезо весла. На. Е, прска бе. На. Ни махна. Ајде. Ана. Иста таја дипа. Фати, кој рикче. Ми имате пукна. Палијата пентата, ајде, ако не сакаш да весла. Пента. Ти не гледаш и бе колко е загадено езеро, уште пента. Абе, шо било загадено? Мајко мила, све се имам. Шо какви луѓе имам јас работа. Сега ќе ти кажам пента шо е. Полека бе, полека! Абе, гледај јас како имам весла, гледај. Видиш што имам весла. Се скина весла. Тачка. Не знам на која страна врти. Па те стрезо. Абе, помакни го човек. Сега помакни го, Абе, да те ајде, стреза, помакни го сега, а? Ево вам, испоти, не задиша. Ги се повреке, па те стрезо. Ајде. Му се повраќало, ја и крив ќе испаднам, сега му се повраќало. Полека, полека, го чукни, веќе полека. Ајде, излеги, ајде. Ајде бре, бре, шуре, што се тресиш кофиданка, баци земја сега, така ќе правиш. Еве, Стефче. Стварно сте како космонаути? Ама ви сме космонаути, акванаути. Па ако ќуме во пештера исто е ситуацијава ти е исто како да одиш на месечина. Таму се бидени 2-3 тројца луѓе од цел свет, а на некој места и само ние сме први што сме стапнале. Што е ова? Ова е рачка од бомба, од Прва светска војна или Втора. Да знаеш, вакви бомби име многу истаено од езерово и уште многу имат. Добро, Никола, што си ти, археолог, влюбеник во Охрид најмногу, кој што покренува иницијативи во јавност за свесност за капиталот кој што ни го носи овој град под УНЕСКО и ова езерово, затоа што јас, например, те знам преку акциите кои што ги правиш на социјалните медиуми. Да, јас по струка сум иначе археолог, ама наша должност и мораме да се грижиме за природните богатства. Нормално јас како нуркар среќавам многу отпати, затоа сум активно вклучен то да се потрудиме да го нема. Како и нашите колеги планинари и други активисти кои се во спортовите, ако среќаваат џубре, сигурен сум дека ќе се впуштат во акција тоа да го нема. Правиш споредби кои што ни се нам помалку чудни, Охрид и катчиња од градов ги фотографираш, па потоа ги постираш и ги споредуваш со светски некои дестинации. Да. Од каде ти е таа иницијална каписла, тоа што постојано имаш туристи што нуркаш? За да станеме некој агол, некој чоше е баш така заштитено со тревиче и од тука ми да то жарче што го прави оган, да мислам дека мојме вистина се промениме и баш ке кажам енергијава е многу чудна работа. Денес не посетија полски нуркачи кои работат на италијанските езера Гардале, Комо и други. И планираме сега да го развиваме зимскиот туризам, бидејќи во ноември месец
и назима тие места се затворени за нуркање, исто и Хрватска. А ова ти е партнерот за нуркање? Да, ова е турист од Германија, веќе втора година е и ево го развиваме нуркањето ван сезона. Мене ме интересира што најмногу е интересно, односно што за вас е интересно кога се нурка во Охридското езеро? It's very awesome to dive here. The underwater landscape and the nature inside the water are very nice and awesome. The second thing are the historical things that you can find under the water, and it's very important to save the underwater landscape and the historical things in the water for the future. Кога станува збор за социјалните мрежи, го имаме ние човекот одговорен за социјални мрежи, затоа што снима и подкасти, или ова што го правиме сега ние, главен е на Инстаграм, може некако да им помогнеме, затоа што ако ништо повеќе го криваме расположението или ја криваме свесноста за колку здравје дава хуморот стварно. Може да кренеме со кампања некоја, а да нуркам ја нема шанси, брат, многу ми е страв. Ама можам на пример нешто подкаст под вода. Јас нешто се мислам, ај како ќе направи смешка без борвење. Ево, пример, то ти е под вода. Под вода? Да, ама како ќе направиш? Што ќе направиш? Веќе Без борвење Треба да смешка. смислам, да ти кажам. Треба да смислам без борвење да направам. Јадете колку е сложено нуркањево? Ама веќе не е ни смешно, Никола, веќе не е смешно, тука е многу тажно колку ѓубре имате извадено ви од ова езеро. То да, вистина. Многу е тажно и затоа ние максимално се трудиме и да ја подигнеме и свеста, активно се вклучвиме со вадење на отпад и сега веќе влегвиме во градинките со помладите деца, со најмалите, кои имаме добра комуникација, многу брзо не разбират и тие се исто како нас, одма се впуштат во акција, не размислуваат многу. Како го пренесуваш, како ги заразуваш, како го зарази него и сите останати кои што се во твојата чета, ќе речем, во твојата нуркачка чета има домашни и странци, ама не се многу бројни. Па искрено јас да ви кажам, не калкулирам, не планирам, одам директно, искрено и кажувам како што е. И мислам дека со многу работа све е возможно и само заедно можеме да спасиме регионов, никако посебно или во различни групи. Ова е светско наследство и само заедно можеме да спасиме. Ајде да го спасиме. Ајде. Ја ба не знам што е, ама не е окей да е у езеро. Лайк. И ова, Никола, мора да ми помогнеш да го кренеме, пошто ова е стварно многу големо, не знам што е. Ево доаѓа. Не знам што е. Нема шанси. Ајде, другар. Баш е када, вистина, можеме да иставиме, сакате? Пази да не се пресечи. Се овие мора сканта да ги фрли. Ено го континјерон онде. Сегде ли е вака? Ваму се контењерите. Да, цело крајбрежје, под вода, кај што е населено, сегдека имаме ваква девастација. Никола, да не ме чуе стрезо, ја многу го сакам Охрид. И се надевам дека колку толку ќе му помогнеме Да. барем да се крене свеста кај луѓето да не го прават ова веќе. Обично тука треба да има некоја шега, ама мислам дека нема место, брат, тука за... Да. Пошто ова е жално. Во подножјето на највисокиот врв на Галичица, Магаро, на патот што води од Охридското до Преспанското езеро, се наоѓа планинарската куќа Спиридон.
единствената туристичка атракција која што е спој на езерски и планински туризам. Оваа куќа е еколошки самоодржлив објект, целосно напојувана со електрична енергија од соларни извори, прочистителна станица за отпадни води и таа е пример за одржливо искористување на природните ресурси во заштитеното подрачје. Значи, нашата идеја да развиваме простор, значи и инфраструктура за одржлив туризам, ќе повторам неколку пати овој термин, мислам дека е многу значаен, да денес имаме навистина еден објект кој што има доволно задоволува услови да можат одредена мала бројка на луѓе да го посетуваат. Имаме, значи, на наша иницијатива, без тоа да е некоја сериозна обврска, поставивме пречистителна станица за отпадни води, така да и оние малку отпадни води кои генерира повторно се враќаат во природата, меѓутоа филтрирани и пречистени, така што на некој начин се обидуваме да бидеме и репрезент на еден таков вид самоодржливи објекти кои имаат минимален импакт на природата. Волонтерите со професионален пристап и членовите на планинарската спасителна служба Патагонија се посветени кон спроведување на еколошки одржливи проекти со цел развој на авантуристичкиот туризам кој што не ја загрозува природата. Генерално како држава, со повеќе од 75% планини повисоки од 2000 метри, со рурални средини кои што се апсолутно атрактивни, недопрени, еколошки чисти средини, навистина примарната форма на туризам која би требало да развиваме е оваа форма на авантуристички туризам, кој во суштина мора да се базира на одржливи форми, затоа што природата е неповратен извор, ако го уништиме, едноставно ќе останеме без основниот извор за оно што е интересен за туристите. Ние во моментов имаме навистина многу природни богатства кои што се интересни за туристите, меѓутоа мора да ги зачуваме за да ги имаме што е можно подолго и да бидеме едни со други да си помагаме, односно ако економијата живее од туризмот, тогаш мора да врати назад за да заштита на самата природа. Основната задача на планинарската спасителна служба е алпинизмот и планинарското спасување. Но секој кој живее со и од природата е обврзан да создава и спроведува еколошки одржливи проекти, за да понуди туристички примамливи решенија кои што не ја загрозуваат природата. Значи, целиот тој процес некако мораше да оди паралелно, сакајќи да помогнеме во развој на заедницата во економска смисла, да развиваме одржлив туризам во заштитено подрачје. Паралелно моравме да работиме и проекти кои придонесуваат кон заштита на природа, а од друга страна, бидејќи самиот авантуристички туризам е сериозна и високо ризична активност, паралелно мораше да работиме на развој на системи за безбедност и спасување во случај на несреќи. Олека, че ќе хипервентилираш, ќе паднеш несвес, што таку се дуи кој некој петел. Слушај, денес качвиме врв Магаро. Магаро. 2255 метри висина. 2225. Оттаму скакаме со параглайдер директ Трпејца. Трпејца. И као што таа ламбата кој некој Диоген среде белде, мантарнија жити бога. Ај цркви помене ваму, потекала. Ајде, да чува и ја со тебе, кај си трпна. A few moments later. Умре, Стефче. Ми ти паднал си врача тапаше, а? Одмори си. Дечки! Дечки! Ови, ајде. Запакување, ајде. Ево сме го каснење, мага. Драпај си ми од совидешка. Како е параглайдери, ево ре чуда. Како да не?
Стефче, видеш што ти е Охрид Вајна, затоа и УНЕСКО го заштити. Како и природните, така и културниве негови споменици. Да, ама гледај тука што пишува. Значи, не е само Охридскиот регион заштитен. Буковите шуми по течението на длабока река во Маврово и Ростуше се заштитени од УНЕСКО како дел од меѓународното подрачје заедно со уште 10 европски земји. Така е, и уште 10 чеке. Што чеке? Чеке да биде заштитени од УНЕСКО. Стварно? Да. Сега ќе ти кажам. На прво место ти се латинскиве извори, па после ти е Кокино. Па после Кокино го имаш Маркови кули, па имаш црквава во Курбино. Ако сме веќе кај Европа и кај УНЕСКО, сакам да ти кажам дека покрај материјални и нематеријални има заштитено УНЕСКО добра кај нас. Такви имаме напретек. Не само што имаме. Ево ќе ти кажам, заштити многу наши духовни вредности. Обичајот четра се во Штип, орото копачка, машко двогласно пеење гласоечко, обичајот хидрелести е таму и обичајот со Мартинкиве исто така е заштитен. И тоа со Мартинкиве си го поштувам, чујам ба те стрезе едни до овде. Вака се шнираат унакрз вака цели. Море тетра пак еден, не такви Мартинки, Мартинки оние што се редат на рака, оние. И такви за напролет. Овие што се фрлаат после на кров. Не, тоа зап беше. Чекај ќе видам, не. Остај го телефонот. Ево е Ана овдека со вас е, тие ќе ни каже, тие се покомпетентни. Ево, одма застану. Морам да те прашам што се друго во нашата земја ја има привилегијата да го има тој знак на УНЕСКО покрај себе, затоа што не е Охрид само УНЕСКО тука. Така. Здраво Ана, здраво на цела екипа што е тука во позадина. Во случајот со Охрид, мислам дека ситуацијата е малце комплицирана и дека голем број од луѓето всушност не знаат дека самиот УНЕСКО како организација има 3 оски. Едната оска е за природно наследство, едната е за културно наследство и посебна оска за нематеријално наследство. Во случајот со природното и со културното наследство, некој пат тие оски се мешаат и настанува така нареченото мешано наследство, во кое што всушност е впишан и целиот наш Охридски регион, значи 3 општини: Охрид, Струга и Дебарца. И тоа е особено важно од причина што само 26 локации во светот го имаат овој статус на мешано наследство. А тоа е многу важно бидејќи како прво големата важност на УНЕСКО е затоа што кога ќе постави еден елемент или еден тип на наследство на некоја од овие листи, го валоризира во светски рамки. И со самото тоа му го подигнува статусот, а и свесноста и кај државата, и кај локалното население, но и во светот за вредноста на тоа наследство. Многу важен елемент е граѓанскиот сектор, бидејќи живото наследство или нематеријалното наследство доаѓа од самите луѓе кои што го практикуваат и веројатно за многумина ќе биде изненадување дека без учеството на граѓанскиот сектор не е возможна апликација во УНЕСКО. Значи, државните органи, Министерството за култура, Управата за заштита на културното наследство и сите други институции можат да направат се за некој елемент да биде вклучен на листата на нематеријално светско културно наследство на УНЕСКО, но без учеството на граѓанскиот сектор, кој што е самиот носител на тоа наследство, го практикува, го пренесува, едуцира, интерпретира и слично, апликација во УНЕСКО не е возможна. Ја гледам мартинката на твоите гради. Ајде, откри ми ја енигмата околу нив. Што се кријат мартинките за да успеат до таков статус заштитени од УНЕСКО како нематеријално наследство? Верувам дека после 10 години наша активност и 10 традиционални јубилејни манифестации посветени на УНЕСКО кои што ги организира ХАЕМУС, голем дел од нашите граѓани веќе знаат што се мартинките, мали црвено-бели ајмајли кои што се подаруваат околу 1 март со една традиционална порака која носи навистина позитивни вести и посакување на љубов, среќа, надеж, здравје во годината која што доаѓа. Мартинките се еден комплексен
елемент кој што не го фаќа само нематеријалното наследство, туку го фаќа и природата, го фаќа оној природен контекст, дека тие во минатото се правеле од природни материјали и потоа традицијата налага откако ќе се подарат и се носат да се со желба да се закачат на некое дрво, со што се затвара тој еден циклус во природата на тие така наречени пролетни обредни активности, како што милува да ги нарекуваат етнолозите, не само што го валоризира, значи на светско ниво и не прави видливи, туку на некој начин сите оние засегнати страни што ги нарекуваат стейкхолдери, значи треба да си го најдат исто своето место во таа целата една пирамида на тоа наследство, за да може да биде само одржливо. Многу ми е мило затоа што во суштина и преку мартинките и преку сите овие претходно споменати заштитени нематеријални наследства, вклучувајќи го онај најуникатното културно и природно наследство Охридскиот регион, веќе сме на таа глобална мапа која што не поттикнува да одиме напред. Иако во моментов за Охрид и Охридскиот регион ни е вклучен црвениот аларм од УНЕСКО. Зошто ни е значајно УНЕСКО? Зошто треба да се грижиме да го имаме тука во суштина? Во случајот со Охрид вклучено и црвеното светло, бидејќи во последниот извештај кој што е доставен до Македонија и кој што може да се прочита на интернет, има неколку важни референции кои што не се почитуваат, а тоа е заштитата пред се на животната средина, значи подигнат е многу голем аларм на тоа ниво. И второто кој што мислам дека исто така е многу важно, а тоа е отсуството на вмреженост помеѓу државните институции кои што се задолжени, а ги има неколку министерства, државни, локални, културни, природни институции кои се занимаваат со наследства или со администрација и секако граѓаните кои што се засегнати со истото тоа наследство. Едно наследство е многу важно да биде поставено на листата на УНЕСКО и да го задржи тој статус, бидејќи не само, како што реков, му дава економска бенефит, туку едноставно тоа е начинот на кој што тоа наследство понатаму треба да се заштити, да се промовира и да остане за некои следни генерации да можат да учат од него. Благодарам бидејќи толку убаво ни го интерпретираш она што го имаме како наше културно наследство. Ќе си дозволам да кажам дека тоа е нашиот најголем капитал кој што го поседуваме и не едначи со вредностите кои што Европа ги има и ќе им закачам на Стрезо и на Стефан на 1 март мартинка, тоа ќе ми биде подзадолжително. Ама ќе ти сеам да ми најдеш каде да се набавам кои жени плетат мартинки. Нашето наследство е нашето најголемо богатство. Односот, грижата на државата и на граѓаните кон едното наследство всушност ја одразува интимната хигиена на еден народ кон своето минато. Благодарам многу. После ова немам што да кажам, да видам Стефан и Стрезо што ни подготвили. Бајна, Стефче. Бајна и ова нигде го нема да ти кажам. Абе, што му имаш направено на двогледот? Не бе, не е човек да ти дајтнеше, Митико. Па те Стрезо, капаци имаш? Не бе, тоа знам. Знам за капаци, друго нешто гледам, го имаш изгребано, ништо не се пули. Сега поубаво. Знаеш дека не книжеше светски ден на Охридското езеро? Стварно? На ова Бајна. Да ти кажам право, Бај е поголемо од Велешко. А и рибчињава бе многу поишеапат тука бе. Не бе исто е ко Велешкото, само ова постна кај сино мават појке, да. Кажеш бе, што правиш бе, море? Види го. Се смеам бе, па ти па. Те сецна па. Ќе одеше понезе да знаеш. Опа. Па те Стрезо. Кажи.
Ние треба да си го пазиме и да си го чуваме ова, бе. Ние ако не го чуваме, никој нема да ни го чува. Не за џабе не караат овие од УНЕСКО цело време. Но да. Ова вајна ние треба да си ја пазиме, Стефче, и да си ја мазиме, така треба. Па нема да му отварам работа на другар ми Паскали. Ја виде кадата што извадивме. Да, бе, мајко. Па те Стрезо, што би рекол ти, уште малу да си полежиме у најубото, дур можиме. Така е, на јубото, Стефче, дома не се јавите. Па те Стрезо? Да не те капна, бе? Не, бе. А? Не, бе, убаво време, нема врнит. Абе, ко да роси малце. Немој да врнит, зашто одавде ка идат облако. Па ако идаше одавде облак, обично одавде врнит. Ова, облак, ќе помини. Не се секире. Живе. A few moments later. Не бе, па те Стрезо, ова почна да врне. Абе... Ништо, собире случиња, тај побац. Собире, ќе му опери Џан, ајде, си изводене случињава, ништо не направи. Чекај, абе, ти кажав дека почна да роси, бе. На ти го, стај го таму. Остај стол! Стој! Фатија, трчала, и риба имаш, Риба имаш, тргай! Абе, тргай посилно! Фати се берате, бе! Па фати, нели ти знаеш? Да, бе, трни! Врти на машинката, врти! Абе, имам ретено ме докрај, ова тргни го да му се сне, видиш? Чекай. Абе, вака треба или нешто не е кој што треба? Соткачи! Ти некој влечи да му се сне. Па не знаме, ти знаеш. Јас сум знаел. Но риба не знае изистеш. Куда му се не би? Абе! Многу убаво е, па те Стрезо. Многу убаво рибчиња да фаќаме вака. И време ни се погоди. Но та, не збори, јади дрибава, чути, убајна е сега, чекај. Ај, му стара колку ми е криво, еј. Како можевме, бе, колку риби ще бе, сигурно имаше 10 кила крапнеше и ко ништо. Абе, ба. Многу не заврна, бе, поарно да си бевме на Велешко, ти кажам. Да, бе, да, 100 пати поарно на Велешко имаше да не оперит громот тој железото таму. Седи тука, мире, најди. Ова негде близу беше, знаеш дека? Стефче, ти кажам право, беше мене нешто колена, вака, пошто сум наведнат, почна ме болет. Да си се собираме ние полека. Малку е рибчево, не е толку гладно веќе, не ти да јајце. Ајде, појме, ќе седниме негде, касниме некој рибче, плаши се нешто. А, подарувало. Ај, дојме попосле, може утре пак. Ај, жуте, Ајде, побрзо, фати, тоа да го ајде.